Добро вечер во емисијата 360 степени на ОСАТ. Еве ја најавата за вечерашниве содржини. Колку странските инвеститори се навистина странски? Еве денеска присуствував на почеток со работа на компанија од Америка, со која што првиот контакт го имавме пред 4 години во Бостон на тогашното роудшоу. Одобрението за одгледување марихуана го добила македонска фирма без ниту еден вработен. Решението го потпишал министерот Никола Тодоров, а согласноста ја потпишал вице-премиерот Никола Тодоров. Брисел и Вашингтон со план за брзо стабилизирање на Македонија. Еврокомесарот Јоханес Хан ги убедува Грција и Бугарија да дозволат почеток на преговорите за членство. Остварлива ли е идејата на Зоран Заев за генерален реизбор во судството? Носители на нездравата состојба во судството се Судскиот совет во Република Македонија и овој вториот суд во обвинителството нивниот совет. Тие се тие што, така да речем, со товарен воз го внесува она што не е добро во кадрите на судството, изборот на судиите, изборот на преседателите, распоредот на судовите. Референдумот против рудник во Гевгелиско ги мобилизира и жителите на Валандово и Богданци, каде веќе се гради рудникот за бакар Казандол. Процесот на вадење на таа руда нема да има негативно влијание врз животната средина. И затоа е дозволено да се гради овој рудник. Ние сега направивме капацитети за земјоделие, направивме капацитети за органско, зимаат земјоделците субвенции, одеднаш сега сите ќе бидете рудари. Не може така. Покрај ова ќе имате можност да видите и ново издание на Саботажата. Останете овде, се враќаме многу брзо. Гледате 360 степени. Длабоката институционална криза која ја доведе Македонија до работна бездна од која тешко ќе имаше враќање назад, ги натера Европската Унија и Соединетите Американски држави да размислуваат како процесите на заздравување да ги направат неповратни. Брзо зачленување на земјава во НАТО и брзо почнување пристапни преговори со Европската Унија се двата најчесто споменувани инструменти. На таков начин, Брисел и Вашингтон ќе ја исперат сопствената совест за толерирањето на демократското уназадување во годините наназад, ќе ја стават земјата во рамка во која потешко ќе можат да се случуваат застранувања како во изминатата декада. Можно ли е исчекорот да се реализира под привременото име на земјава, со оставање на прашањето за името за подоцнежна фаза од пристапните преговори со ЕУ, со оглед на тоа што инсистирање на брзо затворање на спорот може дополнително да ги антагонизира односите во поделеното општество. При тоа, во анализата не треба да се заборави и бугарскиот услов за подпишување договор за добрососедство. Владимир Мирчевски за остварливоста на ова сценарио. The biggest leverage for the European Union, for our own interests, is to have negotiations where we can really address these deficiencies. Оваа изјава на Јоханес Хан од пред една година во која повикува на отворање преговори за членство со Македонија, еврокомесарот за проширување сега во услови на извесен трансфер на власта се повеќе актуализира на средбите и со македонски и со представници на земјите членки. Последната ваква порака Хан ја испратил на минатонеделниот состанок на мешовитиот Европско-македонски парламентарен комитет, ветувајќи европска поддршка за новата гарнитура на власт во Скопје, иста како што имала и онаа во заминување. Ако се надмине оваа состојба, ние како европејци исто така треба да испорачаме наша подготвеност за старт на преговори, рекол Хан на состанокот во Брисел, на кој присуствувал и представник на новото парламентарно мнозинство. Она што особено ме радува на овој состанок е дека прилично едногласна беше поддршката од страна на скоро сите политички групи во Европскиот парламент, особено на најголемите, за поддршка на новата реформска влада која што ќе се формира денови во Македонија и следствено на тоа поддршка на новата реформска влада и на Македонија за брзо започнување на преговорите за членство во Европската Унија. Во тој аспект во Европската комисија се многу свесни, особено согласно изборовите на комесарот Хан, дека тука и Македонија треба да направи многу нормално, но и од страна на Европската Унија треба да бидат испочитувани ветувањата кои што и се дадени на Македонија веќе подолго време.
Дали се споменува некакви термини од типот на брза лента за Македонија и за надоместување на тоа што беше загубено во изминатиот период? Се спомнуваа да, но пак ќе кажем тоа најмногу од нас зависи. Колку ќе лентата брза или не зависи од нас, од Македонија. Сигнали дека во Брисел се креира атмосфера на рестартирање на евроинтеграциите, процес што во последните години беше закочен, стигнали и до сегашната влада во заминување, која не се прослави со туркање на европската агенда. ЕУ е спремна да носи одлука во насока на проширувањето, да ги надминува внатрешните пречки и да отвори пат за европска, просперитетна и реформска Македонија. Екс-евроамбасадорот Ерван Фуере по долг период заговараше и лобираше за посериозен ангажман на Брисел во кризата во Македонија. Сега, откако стартуваше предавањето на власта, Фуере повикува на конкретни европски мерки за помош на земјата. The European Union should do everything possible to start formal accession negotiations, opening a number of chapters, the key chapters relating to rule of law and justice, because this will guarantee a much more clear, direct process for the future for Macedonia's reforms. These are concrete areas where the European Union can and should directly assist both with political decisions and financial incentives. Во оваа евромакедонска раменка не може да се прескокнат билатералните отворени прашања со соседите, пред се со Грција и со Бугарија. Владата во Атина, која во настапите на своји врвни представници сугерира дека е свесна за можен надворешен притисок за Македонија да почне преговори со Европската унија и да влезе во НАТО под привременото име, вели дека нема да отстапи од своите интереси. Шефот на дипломатијата Никос Кодзиас во едно од своите последни интервјуа вели: "Не знам кој кого сака да притисне. Сите знаат дека не попуштаме под притисоци и дека не отстапуваме од она што сметаме дека е правилно за интересите на нашиот народ и за европските вредности и принципи." Сепак, нејасно е дали Кодзиас мисли на притисок за поместување во црвените линии на Грција за самиот спор или за притисок за влез на Македонија во НАТО и почеток на преговори со Европската унија под привременото име. Хан пред неколку дена во Брисел го отворили прашањето за грчкото противење. Покрај нашите реформи, нашиот дел на работата што треба да се заврши, тоа ситните реформски приоритети, извештајот на Прибе и така натака, но тука е и делот на нашиот проблемот што со нашето уставно име го има Грција и ќе треба да од страна на Европската комисија се поработи и со Грција како земја членка за да можеме да пристапиме кон овој процес. Дали во разговорите што ги имавте со Јоханес Хан тој спомна некои конкретни механизми како би можело да се дојде до Македонија да почне преговори за членство? Па како што веќе кажав, еден од механизмите кои што самите го планираат е дека тие самите ќе треба да работат малку со земјите членки. Теоретски е можеби само Грција проблем, но не знаеме, може да има и некои други. За жал Македонија во последниве неколку години создаде многу непријатели, а имаше многу пријатели. Сега веќе не сме на сигурно и ние ќе треба да се соочиме со една сосема нова ситуација во Европската унија. Меѓутоа, мислам дека со заедничка работа и од наша страна, и од овде од Скопје, и од Македонија, и со поддршка на комисијата, но и најголемите политички групи во Европскиот парламент, ќе успееме да ги започнеме овие преговори. I do believe that the Greece should understand that the obstacles that it had placed on the Macedonia's path towards European integration are ones which are no longer valid. I mean, it is quite clear that the country's desire is for European integration, for respect of the neighborhood, respect of the boundaries. There's no question of trying to question this. And I think the Greek government now, with the hopeful peaceful transition of power, should understand that it is in Greece's interest also to allow for the opening of the accession process. This will be the best way to guarantee stability for the short-term and long-term future of Macedonia.
Грчката влада во последните години пливаше во мирни води со оглед на тоа што прашањето за блокадата на Македонија беше во втор план поради нашите домашни проблеми со демократијата и владењето на правото. Грчкиот министер Кодзијас неодамна изјави дека соседната земја, мислејќи на Македонија, е дар од Бога. Тоа е на линија на ставот на грчките стратези дека постоењето на оваа држава на северната граница е највисок стратешки интерес на Грција. Коалициската влада на Сириза и на независни грци ќе треба да извага дали опстување на ставот, прво решение зимето, потоа влез во НАТО и почеток на преговори со Европската унија е во функција на примарниот грчки интерес за мирно и демократски стабилно соседство, зашто настаните во земјава во последните неколку месеци покажаа дека ситуацијата лесно може да излезе од контрола и по системот на врзани садови да се прелие во целиот регион. За 360 степени, Владимир Мирчевски. Една од областите што бара ургентно реформирање, меѓу другото и заради побрз пат кон ЕУ, е севкупниот правосуден систем, кој ги опфаќа судството, обвинителството и адвокатурата. Колку е остварлива изборната заложба на потенцијалниот мандатар Зоран Заев за генерален реизбор на судиите? Поранешниот председател на Врховниот суд, Дан Илиев, вели дека иако за потемелен зафат е потребно двотретинско мнозинство во парламентот, законите за судскиот и обвинителскиот совет се носат со просто мнозинство. А Илиев токму таму го лоцира главниот проблем. Еве го краткото интервју што го направи колегата Зоран Јовановски, откако лидерот на СДСМ вчера ја реактуализираше темата. Со оглед на сегашната законска поставеност, дали е возможно да се реализира таква најава? Па, она што содржи Уставот на Република Македонија, кој е доминантен по однос на судската власт и која дефинира како самостојна и независна и така натаму, и законите кои го регулираат работењето на судовите и обвинителствата, тој законот за судовите, законот за јавното обвинителство, законот за судскиот совет, законот за советот на јавни обвинители и така натаму, кажуваат дека според амандманот на Уставот 26, мислам, ако не се лажам, тоа се врши со двотретинско мнозинство, односно законите се носат со двотретинско мнозинство во парламентот. Бидејќи тоа е така регулирано, потребно е во едната реформа да се изменат овие закони кои би овозможиле да се изврши така наречен генерален реизбор. Без тоа судовите се дефинирани, односно судиите имаат траен мандат, како што имаат и јавните обвинители. Бидејќи тоа прашање е регулирано со Уставот, можност за таков пристап сегашните прописи, сегашниот Устав ограничува. Но реформата може да се движи во друг правец. Може да се тражи поединечната одговорност на судиите и на јавните обвинители. Секој судија и секој јавен обвинител е одговорен за законито работење, односно за законита примена на законите. Се што не е во согласно со законите, повлекува и одредена одговорност. Тоа прашање за одговорноста на судиите, на судскиот совет, на членовите, на јавните обвинители, се уредува со закон. Така да во тој поглед тоа прашање може да се уреди со закон кој не се носи со двотретинско мнозинство. Посочувате начини на кои може да се реализира реформа, доколку не може да се реализира генерален реизбор во судството? Да, тоа е генералниот реизбор е едниот пат. Веројатно тие што го се залагат за тоа имаат своји анализи, имаат искуство, европско искуство и така натаму. Веројатно тоа го темелат на одредени своји анализи кои не ми се познати. Но ова што сега е актуелно, со актуелните прописи, овозможуваат само да се преиспита одговорноста на судиите преку овој дел од законот за судскиот совет, законот за советот на обвинители кои се доминантни во изборот и разрешувањето на судиите. Се судиите одговараат и можат да бидат разрешени поради одредени дисциплински повреди кои ги чини недостојни завршење на судиската функција, исто и обвинителите. Тука би спаѓале овие одлуки кои може да се најдат и да се уредат со измена на законот за судовите и измена на законот на судскиот совет и законот за советот на јавни обвинители. Прашањето е многу сложено, правно комплицирано да се изведе, но со одредена стратегија на реформа, тие закони може да се донесат, за нив не е потребно да не се бара двотретинско мнозинство. Секогаш кога се изведува некоја клучна реформа во судството,
Јавноста и залепува еден партиски предзнак, најчесто на партијата која што во моментот е на власт. Дали тоа ќе биде случај и сега во овој момент или тоа некако може да се избегне? Па за тоа да се избегне, затоа мислам дека е подобро да се бара одговорност на поединците, на носителите на судската власт и на обвинителската власт. Тоа е решение кое индивидуализира одговорност за носење и односно непочитување на законот и така натаму. Не е спорно тоа дека поготово последните неколку години се носат катастрофални одлуки кои судството го донесува во катастрофална состојба. Виновници, за мене, мислам, така грубо речено виновници, носители на нездравата состојба во судството се Судскиот совет во Република Македонија и овој вториот суд во обвинителството, нивниот совет. Тие се тие што, така да речем, со товарен воз го внесува она што не е добро во кадрите на судството, изборот на судиите, изборот на председателите, распоредот на судовите, надлежноста и така натаму. Сето тоа е дело на членовите на Судскиот совет, кои, замислете, за својата работа, освен така да речем морална и етичка, нема во законот принципи на нивна одговорност за таквото работење. Ви благодарам за разговорот. Го слушнавте ставот на поранешниот председател на Врховен Дан Илиев за возможното и посакуваното по најавите за реформа во судството. Дарете уште една пауза, а по неа ќе гледате. Колку странските инвеститори се навистина странски? Еве денеска присуствував на почеток со работа на компанија од Америка, со која што првиот контакт го имавме пред 4 години во Бостон на тогашното роудшоу. Одобрението за одгледување марихуана го добила македонска фирма без ниту еден вработен. Решението го потпишал министерот Никола Тодоров, а согласноста ја потпишал вице-премиерот Никола Тодоров. Референдумот против рудник во Гевгелиско ги мобилизира и жителите на Валандово и Богданци, каде веќе се гради рудникот за бакар Казандол. Процесот на вадење на таа руда нема да има негативно влијание врз животната средина. И затоа е дозволено да се гради овој рудник. Ние сега направивме капацитети за земјоделие, направивме капацитети за органско, зимаат земјоделците субвенции, одеднаш сега сите ќе бидете рудари. Не може така. Ја следите емисијата 360 степени. Екс-премиерот Никола Груевски пред околу еден месец присуствуваше на промоција на, како што беше речено, нов странски инвеститор. Овој пат од САД, кој ќе одгледува коноп или марихуана за медицински цели. Истражувањето што го направи 360 степени открие дека за одобрението за одгледување марихуана во конкретниот случај аплицирала фирма чиј единствен сопственик во тој момент е македонски државјанин. Во документите нема никаква трага од странски капитал се до еден ден пред формализирањето на претходно спроведената процедура за давање одобрение. Исто така, таа фирма во моментот на аплицирање нема ниту еден свој вработен, а законот бара минимум 4. Проверките покажа и дека одобрението за одгледување коноп го издал ресорот со кој раководи министерот Никола Тодоров, а согласноста на одобрението ја потпишал исто така Никола Тодоров, но сега во својство на вице-премиер кој председавал соседницата на владата кога се усвојувала согласноста. Американските инвеститори имаат своја верзија и тврдат дека се било законски. Александар Димитриевски. Некогаш беше дел од гигантите кои беа доказ за успехот на социјалистичкиот економски модел на Југославија. Денес, фабриката Охис е само еден од символите за неуспешната македонска транзиција кон пазарната економија. Така, веста дека низ овие порти, барем 200 лица секојдневно повторно ќе го вадат своето парче леб, дојде како знак на надеж. Всушност, целата приказна зрачи с успех. Се рестартира дел од запуштениот комбинат. Доаѓаат странци со полни джепови пари, подготвени да инвестираат во земјата. И сето тоа
по заслуга на доскорешната влада и владеачка партија. Борбата да се привлечат инвестиции понекогаш е долгорочна работа. Еве денеска присуствував на почеток со работа на компанија од Америка, со која што првиот контакт го имавме пред 4 години во Бостон на тогашното роудшоу. Многу често не прашува зошто одите на овие роудшоуа, кукави се трошоците, дали се исплати, кои се ефектите, ама најчесто ги бара ефектите во наредните 10 дена. Ефектите во бркањето инвестиции не доаѓаат за 10 дена. Освен Груевски, тој ден пред присутните се обратија и други лица. Посебен акцент е ставен на безбедноста на процесот и овозможена е безбедноста на највисоко ниво од страна на компанијата. Никола Тодоров говореше како вице-премиер и како министер за здравство. Токму ресорот кој тој го водеше е надлежниот за дозволи и за контроли на производителите на екстракти од канабис. Свој минути на говорницата има инвеститорите. Еден од нив е американецот со потекло од Македонија, Ванчо Толоманоси. Another person who deserves my deepest respect, thanks and appreciation is Mr. Nikola Gruevski. Mr. Gruevski is the primary reason why our company had decided to invest in Macedonia. Другите двајца американци дури настапија и на домашните медиуми. Станува збор за НСК холдинг Дойл Скопје, компанија отворена како странска инвестиција на компанија со седиште во Соединетите Американски држави, која представува една од најискусните и водечки компании по капацитет во светот од областа на производството на медицински канабис. Како од Америка, од Лос Анџелес е поточно вашата компанија, се одлучивте да инвестирате баш кај нас? Our decision was with the government backing us as well. They have been very accepting to our company. Yeah, we've been sort of visionaries and front runners in the United States, so having an opportunity to come to the great Republic of Macedonia, we jumped at the opportunity. It's a great gateway to Europe and sort of enable a country to get turned on to our medication that we know and believe in that works in the United States. Или приказната за јавноста е тројца американци, од кои еден македонец и селеник, а другите двајца бизнисмени од Калифорнија со големо искуство во одгледување коноп за медицински цели, почнаа бизнис во Македонија. Но дали е така, кога ќе се проверат фактите и документите? Евеа хронологијата на настаните. Таа почнува на крајот на 2015 година, кога за прв пат Министерството за здравство организираше јавни дебати за корисноста на екстрактите од канабис во медицински цели. Во јануари 2016, веднаш по нова година и во екот на политичката криза, Министерството изготвува предлог измени на законот кој собранието ги усвои во февруари. Измените на законот за опојни дроги и психотропни супстанции стапуваат на сила на 3 март 2016 година. Од тој момент во Македонија е легално да се произведуваат екстракти од канабис за медицински цели, но фирмите не можат да бараат дозволи бидејќи недостасуваат подзаконски акти. Министерството за здравство носи подзаконски акти во текот на мај. Комплетирана е правната рамка и фирмите за прв пат можат да побараат од државата легално да одгледуваат канабис ако исполнат редица строги услови. Овој факт ја открива првата дилема. Како е можно, како што вели Никола Груевски, инвеститорите да ги сретнал на роудшоу пред 4 години, кога тогаш ниту се зборуваше, ниту пак некој размислуваше да се легализира канабисот за медицински цели. Назад на хронологијата, на 15 август 2016 година е регистрирана фирмата инвеститор НСК Холдинг. Не во Сад, туку во Скопје. Прв газда е 22 годишно момче Владимир Кескоски. Како управител се појавува Златко Кескоски, поранешен шеф на обезбедувањето на покојниот председател Борис Трајковски, тренер по кендо и универзитетски професор. За неполни 4 месеци од основањето на почетокот на декември, НСК на Кескоски добива одобрение да одгледува канабис за медицински цели од Министерството за здравство, на чие чело е Никола Тодоров. Меѓу условите кои морала да ги исполни фирмата е да има барем 4 вработени, меѓу кои и експерти во дејноста. Согласност на одобрувањето дава владата. Завршува годината. Компанијата во 2016 година потрошила 0 денари за плати. Како што пишува во изводот од Централниот регистар, тоа значи дека немала ниту еден вработен во текот на 2016 година. Овој факт значи и дека НСК
добила одобрение од Никола Тодоров спротивно на законот и подзаконските акти. На 16 февруари оваа година НСК добива нов газда. 22 годишниот Владимир Кесковски ја продава фирмата на Phalanx Holdings од даночниот рај Делавер, држава во рамките на САД. Делавер е неспротивниот брег од американскиот континент од Калифорнија, од каде се тврди дека се инвеститорите. Според официјалните документи кои ги обезбеди 360 степени, фирмата во Делавер е направена на 31 август 2016 година, односно 2 недели откако е регистрирана НСК во Скопје. Кој е газда на фирмата во Делавер не е јавно достапен факт, бидејќи државата обезбедува тајност на тие податоци. Иако фирмата добива странски газди, новите собственици си го задржуваат стариот директор, Златко Кесковски. Веќе следниот ден по продажбата на НСК на фирма со непознати собственици, владата ја одобрува дозволата за одгледување марихуана. Потписник е повторно Никола Тодоров, но овој пат во својство на вице-премиер. Тоа значи дека тој ја водел владината седница на која е донесена одлуката, откако во претходните месеци како министер ги иницира законските измени и го потпишува и првишното одобрение на НСК, кога според Централниот регистар немала ниту еден од потребните четворица вработени. На промоцијата од 11 април Тодоров е еден од говорниците на настанот. Седи во првиот ред, каде централните места се резервирани за владени и партиски представници. Местото на странските инвеститори е исто така напред, но понастрана. Сумирано, документите покажуваат дека НСК добила лиценца за одгледување марихуана за медицински цели, без да ги исполни сите услови. Кога го добила првишното одобрение, фирмата е во собственост на 22 годишно момче, а капиталот е 100% домашен. Дури потоа фирмата е продадена на компанија со таен газда од САД, само еден ден пред владата да даде конечен амин за бизнисот. Секако, став за нашите заклучоци и дилемите побаравме од сите засегнати страни во оваа приказна. Почнавме од надлежниот орган, Министерството за здравство. Но, за разлика од нивната отвореност и подготвеност за јавни настапи, кога се менуваше законот и кога се промовираше новата инвестиција, од Министерството, барем до овој момент решија да не одговорат на поставените прашања. По неколкудневни преписки, одговор добивме од инвеститорите. Комуникацијата течеше само со Ванчо Толоманоси, кој во моментов работи во компанија која нуди советување за информатички технологии, а зад себе има и актерска кариера. Инвеститорите од Калифорнија, за кои најдовме дека имаат мала лабораторија и мала продавница, беа запознаени со прашањата, но не учествуваат директно во комуникацијата. Толоманоси ни одговори на сите поставени прашања, но голем дел се во спротивност со фактите кои 360 степени ги обезбеди од државните институции. Така, во годишниот извештај на НСК достапен во Централниот регистар јасно пишува дека во 2016 година фирмата немала вработени. Сепак на прашањето за бројот на вработени, кога го добиле решението од Министерството на 5 декември 2016, Толоманоси тврди: Законот бара 4 вработени за да може да се побара дозвола, од кои двајца мора да бидат со специфично образование и работно искуство. Пред нашето барање, ние имавме двајца вработени со привремен договор и на 8 ноември вработивме 7 луѓе. На датумот 5 декември имавме 11 вработени. Наспроти ваквото тврдење на Толоманоси, финансискиот биланс на НСК за 2016 покажува 0 денари трошоци за вработени. На прашањето, кога НСК првпат аплицирале за дозволата која ја добиле на 5 декември од Министерството, Толоманоси вели дека датумот 5 декември е грешен, па и неважен. А тој датум јасно е наведен во одлуката објавена во Службен весник. И не само што е точен, туку и клучен. Бидејќи тогаш е донесено решението кое подразбира исполнети услови, а владата подосна дава само согласност. Првпат поднесовме барање на 8 ноември 2016-та. Специјалната комисија имаше забелешки на 14 ноември и тие беа поправени. 5 декември е неточен датум. Тој датум е неважен за прашањето. Ако ме прашувате за датумот кога сме ја добиле лиценцата во рака, тоа е 23 февруари. Целиот процес траеше 5 месеци по поднесувањето на барањето за сите процедури да бидат завршени.
Толоманоси зборува од името на НСК за периодот ноември-декември 2016 година, кога според документите фирмата воопшто нема странски газди, а неговото име не фигурира никаде во Централниот регистар. Судир на ставовите со фактите околу собствеништвото на НСК не завршува тука. Документите покажуваат дека фирмата во Скопје е направена на 15 август со домашни газди, а фирмата во САД 2 недели подоцна на 31 август. Но Толоманоси тврди дека е обратно. Според упатствата на нашите сметководители и адвокати, НСК беше формирана од страна на Фаланкс како македонска компанија. Како што е напишано во законот за прашањата за обезбедување на лиценцата, сите услови мора да бидат задоволени пред добивање на дозволата. Поради оваа неизвестност, бевме советувани да ја структурираме компанијата на овој начин. НСК е основана од нашите инвеститори со претходен договор. Документите од Македонскиот централен регистар покажуваат дека американската фирма Фаланкс ја купува македонската НСК дури во февруари оваа година. На останатите прашања, Толоманоси вели дека е точно дека разговарале за инвестирање во Македонија со владиниот тим пред 4 години. Но намерите тогаш биле само општи, а одлуката за одгледување канабис дошле подоцна. За него нема ништо спорно што инвестираат преку таинствениот Делавер, бидејќи своји фирми таму имале и светски познати корпорации. Одби да не ги откри имињата на сите луѓе кои стојат зад Фаланкс, но ни обелодени уште двајца инвеститори, од кои едниот е екс-кошаркарот Катино Мобли. Сите одговори на Толоманоси покрај нашите барања засега се без подкрепа од соодветна документација. Наспроти неговите ставови се документите кои фрлаат сериозен сомнеж дека фирмата која веќе работи во кругот на ОХИС добила решение од Министерството без да исполни дел од законските услови. 360 степени веќе ја искористи можноста и ја побара комплетната документација од Министерството, согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер. Рокот за достава не е пробиен, но по 20 дена чекање, јасно е дека владиниот ресор не брза со одговорот. Во студиото вечерва со нас е Александар Димитриевски, колегата кој ја истражуваше приказната за фирмата која се представува како американски инвеститор во Македонија, кој ќе одгледува марихуана за медицински цели. Александар, ти овие последни денови си во интензивна комуникација со луѓето кои што себе си се представуваат како представници на американската фирма, иако нивните имиња не може да се најдат никаде во официјално достапните документи. Така, последната размена на комуникација всушност беше и кратко пред почетокот на оваа емисија со господинот Толоманоси. Накусо во таа последна комуникација тој практично и призна дека фирмата НСК од Скопје немала вработени лица на своје име, но од друга страна ни испрати фотографија од склучен договор помеѓу компанијата НСК од Скопје со Агенција за привремени вработувања, и тоа е на оној датум кога и тие аплицирале за дозвола да одгледуваат канабис во Република Македонија. Практично тој вели: ова е доказот дека ние имавме ангажирано лица пред да поднесеме барање за да добиеме лиценца. Но тоа што исто така овој договор го покажува, дека не станува збор за трајни вработувања, туку практично станува збор за позајмување на работници од страна на Агенција за привремени вработувања. Рака на срце, само ова морам да го дополнаме, дека имаме само дел од документот, кој што ги прикажува двете договорни страни. Толку ни беше испратено. Толку ни беше испратено, не и делот кој што кажува за колку точно работници станува збор и дали меѓу нив има и двајца со специфичен профил како што бара законот. Уште еднаш, законот вели дека треба да се имаат минимум 4 вработени, двајца од нив со конкретно високо образование и одредено искуство во областа. Така? Токму така. Но останува дилемата дали е задоволен законскиот услов да се има вработени преку ваков договор за практично позајмување работници преку договор со Агенција за привремени вработувања. Конкретно во законот се вели дека е потребно да има 4 вработени. Законот понатаму пропишува дека ќе се донесат поблиски подзаконски акти кои што ќе уредат оваа проблематика. Таков правилник на
страницата, односно на службениот весник на Република Македонија, до овој момент не е објавен. Но сакам да направам само една мала паралела, бидејќи токму по истиот закон е донесен еден друг правилник. Конкретно, тој се однесува за опремата и кадарот за добивање на дозвола за производство на екстракти од канабис. Значи, тоа е процесот кој што би следал откако ќе го одгледате растението, па тоа да произведе некој друг производ, односно лек за медицинска употреба. Во тој правилник јасно е назначено, исто така се бараат барем тројца вработени од специфична област, јасно е назначено дека тие вработени мораат да бидат вработени во фирмата на неопределено работно време. Да, и ако ја влечеме сега аналогијата со овој случај, логично би било слично решение да се или исто решение да се аплицира и околу фирмите кои што би одгледувале марихуана. Така би требало да биде логично, бидејќи барем и она што јавноста можеше да го слушне, државата сака да биде наводно многу предпазлива кон ова прашање, бидејќи сепак станува збор за производство на марихуана, односно нешто што во најголемиот дел светот се доживува како опојна дрога, па и во нашиот законот вели за опојни дроги. Знам дека дел од дополнителната комуникација која што ја имавте со овие луѓе, кои што пак јас ке кажам се представуваат како луѓе кои што стојат зад американскиот инвеститор, иако никаде тоа не можеме ние да го потврдиме. Што велат кога се соочени со прашања поврзани со фактот дека во ноември и декември, кога се случува процедурата за добивање одобрение за одгледување марихуана, нема никаква формална трага дека станува збор за странска, односно за американска компанија. Тоа е компанија регистрирана според македонските закони и тоа е ДООЛ, друштво со едно физичко лице собственик. Имаа шанса гледачите да видат како се вика тоа лице во прилогот, но нема никаква трага до тој момент дека има американски инвеститор. За овој дел најдобро е да го прочитам целосниот одговор кој што го добив од господинот Толманоси, кој вели дека сите пари на НЈСК, тоа е фирмата во Скопје, ги дадоа нашите инвеститори и ние ја направивме НЈСК. Владимир Кесковски беше најмен од наша страна како агент и му беа дадени насоки од наша страна согласно претходен договор. Не сакавме да направиме сложена структура, бидејќи ако не добиевме лиценца ќе беше многу скапо да се затвори фирмата и да се средат документите за даноци. Со други зборови, господинот Толоманоси вели дека он е најмиле човек кој пред нашите институции се представува како собственик, а всушност позадински не е собственик со некој си нивен меѓусебен договор. Практично излегува, ајде сега да карикирам, дека си најмиле газда на фирма, си најмиле работници, аплицирале, добиле дозвола и еве сега се пред производство. Но што им значи на македонските власти ова? Апсолутно ништо. Бидејќи аплицирала НЈСК во собствеништво на Владимир Кесковски, а не НЈСК во собствеништво на американска фирма која што наводно има искуство во одгледување марихуана. Како што кажавме во историјата, прв пат американските инвеститори се појавуваат на 16 февруари, барем пред македонските институции. Тоа е еден ден пред и владата формално да ја потврди првичната одлука на Министерството за здравство. Се што се случувало претходно, според документите кои што ги имаме во нашиот централен регистар, го покажуваат спротивното, односно дека домашна фирма си добила лиценца за одгледување, која што потоа, барем според документите, изгледа дека е продадена на странски субјект. Добро, тоа е за сега она што го имаме, ќе продолжиме да ги истражуваме овие елементи кои што вечерва можеби делумно ги оставаме отворени. Секако дека ќе продолжиме, во прилогот кажавме дека многу важен елемент секако ќе биде и документацијата која веќе ја бараме повеќе од 20 дена од Министерството за здравство, која што секако би требало да открие како ги препознале работниците кои што НЈСК ги пријавил во име на добивање на лиценцата, но остануваме секако во комуникација со инвеститорите, нашите врати се отворени и за нивните ставови по однос на нашите наводи. Добро, благодарам. Продолжуваме да истражуваме.
Вас ве поканувам да останете на Алсат, ќе направиме уште една кратка пауза, а по неа се враќаме со уште содржина. Референдумот на кој жителите на Гевгелија се изјаснија против отворање рудник за злато на Кожув ги мобилизира и валандовчани и богданчани во чии атари веќе се гради рудник за бакар. Стравувањата на локалните активисти и намештаните се дека поради загадување од рудникот може да го изгубат главниот извор за екзистенција во овој крај, а тоа е одгледувањето раноградинарски култури. Инвеститорот и одговорните во централната власт тврдат дека стравувањата се неосновани и дека нема да има значајни последици по животната средина. Но жителите не веруваат, па откако Советот на општина Валандово не донесе одлука, тие собраа потписи за да ја принудат локалната власт да организира граѓанско изјаснување. Референдум ќе има и во Богданци. Петар Клинчарски ја има приказната за рудникот Казандол со аргументите за и против. Референдум за Казандол сепак ќе има. Жителите на општина Богданци, на чија територија треба да се протега дел од рудникот, успеаја да се изборат да се слушне нивниот глас. На 11 јуни ќе се изјаснат за две прашања. Дали сте за или против продолжување со работа на рудникот и рударскиот комплекс Казандол? Дали сте за или против отворање рудници и рударски комплекси за металични минерални суровини на територија на општина Богданци? Советот на општина Валандово не донесе одлука за референдум, но граѓаните собираат потписи за да ја принудат локалната власт да организира референдумско изјаснување. Време има се помалку за жителите да ја постигнат целта, но и за инвеститорите да го отворат рудникот. А за 15 години после експлоатацијата ќе се замини, ќе остане таа јеловина така. Уште ова е зелена оаза во Македонија. Правна сила овој референдум нема, бидејќи националното богатство е богатство на државата. И тоа се и рудите. Ако се настави и понатаму со оваа работа, мислам еден ден ќе нема ни рудник, нити земјоделци ќе има тука. Процесот на вадење на таа руда нема да има негативно влијание врз животната средина. И затоа е дозволено да се гради овој рудник. Доколку имаше, верувајте, државата ќе го стопираше уште на самиот почеток. Тенка е линијата на раздвојување на институционалните убедувања од народните стравувања. Развивање на државната економија по цена на локалното органско производство и екологија. Дали рударството и органското земјоделство одат рака под рака? На околу 300 метри воздушна линија од рудникот во изградба Казандол е лоцирано истоименото село. Празните сокаци водат кон висорамнина и обработлива земја. Продавница нема. Тука живее турско население и тоа е случајно од земјоделство. Од дворот на ова семејство, кој одгледува раноградинарски култури, погледот завршува во ископаните длабнатини на рудникот. Ама за нас е тоа болест, нема живот как што треба, не можеш ништо тука повеќе да садиш. Дали ќе имаме, ние може со пари да купуваме, не. И затоа за нас тоа ќе биде многу тешко. Ние едноставно јас не сум расположена таква нешто да се отвори. Многу близко е, да е далеко. Не е добро. За нас, за деца, за луѓе, не е добро. Во мирниот Казандол има околу 100 куки.
Луѓето не се многу расположени да зборуваат јавно за најавениот ископ на бакар и се поделени. Дел се за отворање на рудникот, бидејќи ќе има работа. Другите пак се плашат за здравјето. Сега тука селото оти нема водовод, немаш ушто да вадиш, само за пиење има вода. А не се имаме такви, само тутун сега на селото. А как ќе почна рудникот, никој нема да зема тоа работа. Например, остан да сеиш или зелка да сеиш, не сака да зема. Оти близко на рудникот. Ај може ние нема да видиме таа загадувањето. Ама деците сигурно ќе видат. 100% сигурно ќе видат тоа загадувањето. Како рударскиот комплекс ќе влијае врз квалитетот на животот во Казандол? Место кое е најблиску до рудникот, но и до Валандово и Богданци, кои се во околината. Гевгелија речиси едногласно кажа не за рудници за злато на Кожув. Градоначалникот Франгов изјави дека граѓанската волја е обврзувачка, барем за локалната власт. Но, за разлика од Гевгелија, каде компаниите се уште се во фаза на детални геолошки истражувања, во Казандол веќе се започнати градежни работи за изградба на рудник. Англиско-украинскиот инвеститор Сардич, каде акционери неизвршен директор е Јацо Спасеновски, кој од 2006 до 2009 година беше министер за земјоделство од редовите на Социјалистичката партија на Дзинго, ја доби концесијата за експлоатација на бакар, злато и сребро во 2015 година. Фирмата тврди дека досега потрошила 11 милиони евра. Да, конечно, инвесторы обеспокоены этой ситуацией. Я не думаю, что жители Валандова будут голосовать против хорошего будущего, который приносит этот проект. Но загрижени се и валандовчани. Немаат верба во зборовите на инвеститорот. Стравуваат дека на градот, во чиј јатар вирее органското производство на калинки, грозија и домати, му се заканува еколошка катастрофа. Се плашат дека последиците нема да бидат само врз нивното здравје, туку и врз екзистенцијата преку губење на сертификатите за органски производи. Државата во претходните 10-15 години има инвестирано околу 1 милиарда во субвенции за да го подигне земјоделието тука. Ние сега направивме капацитети за земјоделие, направивме капацитети за органско, зимаат земјоделците субвенции, одеднаш сега сите ќе видите рудари. Не може така. Значи ние тука имаме нашиот регион има околу 20.000 жители, кои што од утре за 250 вработувања ќе станат рудари? Не, тоа не е начин. Крајно е време да се испочитува тоа дека подрачјето е земјоделско и да се даде приоритет исклучиво на земјоделието. Другите грани кои се косат со потребите на земјоделието и кои го нарушават опстанокот на земјоделско производство треба да се заустават евентуално на капацитети за преработување на земјоделски производи би дошле во предвид. Па имаме 30 хектари оранжерии. Имаме 15 уште во Грчиште. Знаете дека замина во рамките на Југославија која ќе звона по телефонот на комбинатот, шалјете 5 камиона или 3 камиона зелка или домати. Сега 5-то оделение детето знае на интернет, ако како од рударско подрачје, како и се отворат, значи нема нашето производство да земине. Кај ќе не иселат насија? 360 степени ги консултираше двете официјално акредитирани компании, Процерт и Балкан Биосерт, кои вршат контрола и сертификација на ваквиот тип земјоделско производство. Оттаму велат дека потенцијално рудникот може да биде причина за одземање на сертификатите за органско производство, ако теренските истражувања покажат зголемено загадување на почвата како резултат на експлоатацијата на руда. Во Законот за органско производство е пропишано ограничување за местоболожбата единствено за пчеларниците. Во нивен радиус од 3 километри не смее да има извор на загадување, автопат, индустријска зона, депонија или трговски центар. Меѓутоа, во Законот нема информации колкава треба да биде оддалеченоста на рудник од земјоделски површини и населени места за евентуално влијание на производството како органско. Еден од овие невладини организации, било каков факт, било каков аргумент да достави
до владата, до општината, до било каде што ќе докаже или покаже или ќе има индиции дека рудникот ќе загадува. Верувајте, во тој момент ние ќе реагираме. Но досега само се шпекулира, не е доставен нити еден факт, нити еден доказ дека овде ќе загадува. Катерина Каракотева тврди дека еколошкото друштво Калинка доставило такви документи со забелешки и предлози до општината и до Министерството за транспорт и врски уште во 2015-та. Будно следејќи ги случувањето околу отворањето на новиот рудник, таа вели дека анализите на екологистите предупредуваат на можни несогледливи штети. Што ќе биде со прашината која што ќе се издвојува од дробењето на таа руда? Добивме одговор дека нема да се дробат мали честички, дека ќе бидат тие поголеми камења. Така да, подземните води, сите тие миења на рудата, за кои што исто така морам да напоменам дека ќе се потроши голем дел на вода. Ќе има загадување во почвата, во подземните води, близу се бонарите за водоснабдување, кај селото Удово. Така да, загадување ќе има, а кој ќе ги снеси сите тие последици после тоа, не е наше да кажеме. Колкаво загадување ќе предизвика дробењето на рудата? Прашањето го поставивме до представниците на институциите и до инвеститорот. Има различни одговори. Еден каменолом има многу повеќе прашина од колку овој рудник. Автомобилот има поголема емисија на штетни материи од колку овој рудник. Пушењето има 10 пати поголеми последици по здравието на луѓето од колку овој рудник. Има многу повеќе работи, земјоделските активности имаат многу поголем импакт и поголемо загадување од овој рудник. Станува збор за прашина и нормално и така треба, ова е студија правена од професионалци, да го кажат своето. Да, кима прашина од ископот. И тоа е нормално. Но не во тие граници што ќе го загрозува здравието и животот на граѓаните. Дали би имало било какво влијание и негативно, не само сега, и во иднина. И за наредните генерации. Затоа се поставуваат овие прашања и затоа се превземаат сите мерки. Доколку би погледале понатаму низ документацијата, ќе видите дека има постојано отпрашување, намалување на бука, бесшумно минирање, нула емисии од производството. Испарување само на водена пареја, само на водената молекула. Значи, целото тоа е обработено. Но, по стандардите, бидејќи читате европски документ, по стандардите на Европска унија и на Светска банка и на Европската банка за развој, кои се и многу построги дури од европската регулатива, некој дел кон кој исто се прилагодувавме, за да ги задоволиме стандардите на берзата. На територијата на Валандово нема мерна станица за квалитетот на воздухот. Најблиската е во Кавадарци, на 70 км оддалеченост. Инвеститорот тврди, пред отворање на рудникот ќе се постават мониторинг станици во комплексот, но и надвор од него. Има и други обврски, да обезбеди здравствени прегледи и анализи на населението, добитокот и почвата, пред отворањето на рудникот и потоа. Што покажуваат студиите за социјалните аспекти и за животната средина за Казандол? Во овие документи, објавени на веб страницата на компанијата, можат да се прочитаат низа забелешки токму за овие аспекти. Ниво на бучава при минирање, чувствителност во село Казандол, умерен карактер. Емисии од сообраќај за време на градежни активности, надминување на стандардот. Ќе дојде до промена во начинот на живот за луѓето кои живеат близу рудникот. Оние што не може да бидат вработени, а истите се служат со овие ресурси, може да бидат крајно рангливи ако овие ресурси им се пресачат. С големен ризик за жители на Казандол поради емисии, прашина и помали испарувања од рудникот и од процесот на складирање.
Овие минимални последици за околната средина за некој период може да предизвика известно влошување на здравјето на луѓето и добитокот. Кога ги прават експертите, тоа секогаш го пишуваат за било кој објект. Ако ја земете било која студија, ако пишуваат брана да градат некаде поради вибрации нешто, тие исто тоа го пишуваат, дека може да има одредени ефекти на амбиентот, на здравието, поради бучавата. Значи тоа е на некој начин, меѓутоа не пишуваат дека ќе имат значајни влијанија на здравието, на животот на граѓаните и така натаму. Значи такво нешто, вака јас стручно читајќи го, тоа не го пишува и такво нешто не може да се случи. И институциите кои ја доделија концесијата и инвеститорот велат дека ќе се работи според најсовремени технологии. Нивните тврдења се дека ризиците ќе бидат сведени на минимум, а компанијата ќе треба да покаже дополнителна општествена одговорност. Дали овој земјоделски рај ќе доживее рударски крај? Содржина по содржина стигнавме до саботажата. Да ја видиме. Медиумско-експертските хемичари кои што со производство на партиски пропагандни деривати ги полнеат танкерите на поделбата и од нив со шмркови прскаа запаллива стигма врз секој што ќе помисли да го отвори резервоарот на вистината. Изгледа конечно сватија дека на голем број од оние за кои беше наменето, веќе не сакаат да го користат погонското гориво, кое тие, низ рафинирана дебата, им го точеа. Народот не пие нафта, народот не пие нафта. Разбудената свест за димензиите на загадувањето толку многу ги разгневи златните серебролюбци кои избегнувајќи политички самоубиствен атак врз граѓаните. Вината за референдумскиот неуспех на финансиски изгледа издашно прокниженото парафирано труење на сопствениот народ. Во напад на хистерија ја префрлија врз човекот кој изгледа легнува и се буди, баш и само со Македонија во мислите. Зошто не кажат колку пари добија од Сорос за да ја прават оваа кампања? Зошто не кажат колку средства добија луѓето што се обучуваат во Виена за герила акција против изградба на рудници? 6 луѓе од Баландово се обучували во Виена за да прават герила акција против изградба на рудници. Во Баландово, во Илок, сега во последниве 6 месеци се тоа. Стимулирањето на ваквата странско-службашка релативизација на појасно здравје и изразениот протест против деградацијата и дехуманизацијата на животната средина, својата политичка инструментализација доживеува кога низ визирот на режимските апологети. Со изгубена единица мерка за веродостојност се конструира нова груба измислица и за другиот архинепријател. Кој ти го каже дека еве сега, значи во сега која беше, еве сега пошто дели средена е ситуација, признате таа Џафери, ќе се формира да се формира што е можно побрзо влада и да се побрзо да се прими Македонија во ЕУ и НАТО, пред се во НАТО, бидејќи тоа е ЦАД, Евроатлантските асоциации, под ново име. Значи тој го каже. Подгревањето на атмосферата преку ваква класична манипулација наменета за оние кои натаму се лажат со вкусот на нафта во устата, а немаат вода во очите, сервирана како божем експертиза, се случува и со третата фама, онаа за поделбата на татковината. Пошто представата добива целина, а толеранцијата ја надминува границата, па природно и разбирливо, наместо со осуда, благонаклоно се гледа на агресијата. Многу нормално е. Физички закон е акција и реакција. Следуваше молневито реакцијата на граѓаните на Република Македонија, влегување во собрание да се спаси што може да се спаси. Таа морална ерозија која се случува во име на црквата Македонија на која демеки се крста. Своја псевдоверослужба има во храмовите од Белизе во кои свештениците ниту знаат колку пати е таа спомената во канонските текстови, ма затоа, почитувајќи ја партиската религија, си пишуваат требници и си прават обреди за покаяние за сите оние кои се здружиле со несветото тројство. Да се помолиме на сите тие кои наистина ден денеска се дружат со нечестивиот и сакаат ова света библиска држава да ја снема од картата на светот или од Светото писмо, но велам тој што го напиша со тој ракопис не може никој да го смени.
тоа име, Македонија е 32 пати се најдува во Светото писмо и нема шанси некој да го избрише. И на крајот, откако ќе заврши тропарот, почнуваат да се тресат коските. Дали би дале амнестија некому доколку ви ветат дека понатамошниот трансфер на власта ќе оди многу мирно? Кој тоа смее да го вети? Сам татко ми ќе ми скрши нозете дома. Како да ви кажам, аманте? Ако раката на ВМРО се сметаше за долга, изгледа дека онаа на тато е тешка. 360 степени завршува, на Алсат следува Проспорт, останете на оваа фреквенција. Ние повторно ќе се видиме в петок од 22:30. Пријатно.